Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област, што го спроведува Центарот за управување со промени од Скопје, представува голема можност за оние кои имаат некаква идеја, но не знаат како да започнат одреден бизнис. Доколку се пријават на проектот, тие ќе бидат дел од стручни бизнис работилници и обуки, каде ќе стекнат нови вештини кои се потребни за реализирање на стартап идејата кон почеток на одреден бизнис. Така ќе научат како да направат бизнис план, па потоа како да започнат со производство, продажба или пружање одредени услуги, како и остварување заработка. Ивона Србиновска од Тетово има позитивно искуство од овие обуки. Научила како да стигне од стартап идејата до бизнис, да отвори козметички салон. Нови обуки, сите жени што имаат некаква идеја, ќе можат да стекнат нови знаења и вештини со кои ќе можат да почнат свој бизнис и да го остварат, да ги остварат своите цели пред се. На обуките ќе научат што е бизнис план, што е маркетинг, продажба и слични елементи за водење на фирма. Едукацијата е битна за развивање на идеја, креативност, за наоѓање решенија и слично. Пред се и таа креативност беше и мојата првична идеја за отварање новиот бизнис. Учесничките, освен за сопствен бизнис, се едуцираат и за легислативата и нивните обврски како фирма кон државата, вели Гордана Стевковска-Велјановска, раководителка на проектот од Центарот за управување со промени, потенцирајќи го големиот придонос на проектот за општеството. Тој во циклуси се одвива од околу 6 работилници еднодневни. Ние обично ги организираме или понекогаш еднодневно, понекогаш со семинарски пристап, каде што жените имаат можност да поработат малку на изработка на своите бизнис планови, да го изградат тој свој пристап, посебно на овој дел на жени кои што имаат само идеја или нешто веќе работат, но не се регистрирани. Значи, таа е една група стартап која што е наменета за евентуална регистрација понатаму. Ние во однос на проектот тие немаат обврска да се регистрираат, но ние сакаме се разбира да ги поттикнеме, бидејќи во делот на ова економско работење многу е битно да се испрофилираат, да бидат легитимни субјекти за да можат понатаму и да напредуваат и да се развиваат. Никој кој што не работи нели регистрирано не може понатаму да земе ниту кредит, ниту да се развива било како, ниту пак овој дел на прекугранична може да го оствари ако нели не се појави како правен субјект во државата, бизнис субјект. Армен Тефики од партнер организацијата Егалите од Тетовско Камењане потенцира дека поддршката за некој кој сака да има бизнис има огромна улога во денешницата. Освен тоа, ако жена е невработена со реализација на сопствена идеја, обезбедува екзистенција за семејството и со тоа иднина тука во местото на живење. Ние како локална организација имавме предност за идентификација на потребите и потешкотиите што се соочуваат жените што се занимаваат со бизнис, било во фаза на идеја па се до предприемништво. Преку проектот ние нудиме програма на спредби со која целта ни е да се запознават меѓу себе и да споделат нивно искуство, па потоа со помошта на експерти за бизнис планирање да продолжат понатаму со намален ризик за неуспех. Главниот предизвик на проектот е тоа дека младите сакат да си заминат од Македонија и ние преку проектот сакаме да покажеме дека Македонија навистина има цел и има потенцијал за бизнис и дека со добра идеја и добар бизнис план овде има иднина. Од лани, кога почнавме со проектот, па до денеска јасно и видливо може да се видат напредувањето на бизнис вештините кај жените и девојките учеснички во програмата. Заинтересираните жени од Полошкиот регион кои сакаат да научат како своите идеи да ги преточат во исплатлив бизнис, може да се пријават за следниот циклус на обуки во Центарот за управување со промени на телефонскиот број 02-609-2216. Проектот Развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област го спроведува Центарот за управување со промени во соработка со Институтот за човекови права од Скопје, Фондацијата Егалите од Камењане и Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана, Албанија. Главен финансиер и донатор е делегацијата на Европската унија во Скопје.